Евроамбасадорот во земјава Иво Орав денеска порача дека оваа политичка криза трае предолго и дека веќе нема време за губење. Оние што се одговорни за ситуацијата во Република Македонија и за политичката криза веќе денес, сутре треба да донесат тешки и сериозни одлуки, а Европската Унија е тука доколку им е потребна помош. Но со порака денеска од Брисел се јави портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич. Коцијанчич исто така уште еднаш порача дека Европската Унија очекува политичките лидери во Република Македонија конечно да изнајдат решение за излез од политичката криза. Маја Коцијанчич денеска потврди дека контактите меѓу партиите кои што се одвиваат во Република Македонија изминатиот период дека се во координација и под посредништво на американскиот амбасадор Джейс Бейли, како и на евроамбасадорот Иво Орав. Предлагам да го погледнеме прилогот што го подготвивме на оваа тема. Европската Унија очекува од политичките лидери во Република Македонија да најдат излез од политичката криза во земјата. Уште еднаш го повтори ставот на официјален Брисел портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич на прашањето дали договорот од пржино и дефинитивно ќе пропадне ако не се одржат предвремените парламентарни избори во Македонија на 5 јуни. Коцијанчич потврди дека представниците на ЕУ и на САД во Скопје посредуваат за да се дојде до договор, но рече дека се е оставено на лидерите на 4 најголеми политички партии во Македонија. You are very much aware of our position regarding the ongoing Многу добро е позната нашата позиција во однос на политичката криза што се уште трае во поранишната Југословенска република Македонија. Ние како ЕУ сме во постојан контакт со партиите и засегнатите страни. Очекуваме од лидерите во Скопје да најдат излез од кризата за евроатлантскиот пат на земјата и за доброто на граѓаните. Говорејќи во овој контекст, можам да ви кажам дека контактите на терен се посредувани од амбасадорите на ЕУ и САД. И евроамбасадорот Иво Орав денеска изјави дека оваа политичка криза трае предолго и дека нема време за губење. Останува премногу работи да се завршат, рече Орав. Потребни се тешки и сериозни одлуки кои треба да бидат донесени во најскоро време од оние што се одговорни за ситуацијата. Орав посочи дека Македонија е специјален случај во однос на евроинтеграциите, бидејќи и покрај препораките за почеток на преговорите за членство, ЕУ се уште не е во можност да ги отпочне преговорите. За жал, предстои уште многу работа и оваа политичка криза трае предолго. Пржинскиот договор минатата година представуваше надеж за граѓаните од оваа земја, како и за меѓународната заедница. За жал, имаше пречки во имплементацијата на договорот. Кон тоа секако не придонесува аболицијата. Денеска и утре предстои да бидат донесени сериозни одлуки од оние кои се одговорни за ситуацијата, за да можеме заеднички да оствариме прогрес. Американскиот амбасадор Джейс Бейли пак само рече дека остануваат во комуникација со политичките партии. Холандскиот амбасадор во земјава Вилем Ваутер Пломп исто така изрази надеж дека лидерите ќе најдат мудрост и храброст да постигнат решение и дека напорите на меѓународната заедница ќе придонесат за изнаоѓање на тоа решение. Меѓународната заедница е децидна дека тие можат да помогнат, но политичките лидери во земјава се тие што мора да постигнат решение за излез од политичката криза. Иако првичните најави беа дека Јоханес Хајндел, германскиот специјален пратеник за Македонија, ќе дојде во Македонија откако претходно ќе отпатува во Вашингтон на консултации, па во Атина, сепак според последните неофицијални информации, Хајндел ќе дојде прво во Скопје, а откако веќе се искоординирал во Брисел.